Неизвестноста околу обештетувањето за нанесените штети кај сливата и вишната од пролетното измрзнување ги јаде делчевските земјоделци. Се уште немаат известување дали воопшто ќе добијат обештетување или како и минатата година ќе останат со празни џепови, доколку до крајот на јули не добијат никаков одговор од надлежните служби. Најавуваат масовни протести со блокади на регионалните патишта заедно со земјоделците од Пехчевско и Беровско. Ние денес се собравме за да извршиме предупредување за обештетувањето од настанатите штети. Комисиите беа извршија проценка и после тоа не знаеме ништо до кај стасавме. Процедурата до кај. Не информира дали ќе исплаќа, дали не ќе исплаќа и ово не е како предупредување, а за кратко време ако добиеме известие што ќе биде со тоа, ќе се собереме масовно сите обоштари од Делчево и Берово и ќе блокираме патишта, што ќе правиме, ќе видиме. Проценка е направена. И лани и оваа година. Нито од лани нешто, нито оваа година нешто. Ние не можеме да издржиме 2 години да не земаме, да немаме заработка, да само даваме трошкови и затоа да на други места одат. Дава на телевизија кажува дека исплаќаа, дали исплаќаа и тоа не знаеме, де. На нас никој ништо. Плюс тоа не исплатија ни субвенциите. Рокот беше до 36-ти, не исплатија ни субвенции. Славчо Гоцевски разочаран, вели она што го остави мразот го уништи градот. Неговиот род на слива и вишна годинава е намален за 70 до 80%. Ние од тоа живееме. Тука знаете какви се условите. Дека ако не те фати мраз, ќе те фати суша, ако не те фати суша, те фати град. Еве вишните што беа останати дента пред една недела. Поштаваме дента да ги береме, вечерта ги фати град, падна 40% на земја, отидоа. Очекува 140 тона сливи, дали има 2 тона, питање и тоа и нема кој да ги обере, тоа е една тука, една таму, а од вишните 60 тона требаше да наберам, набрав 12 тона, 4 тона падна на земја од градот и толку. Со 12 тона вишња да финансирам 30 хектара овоштарници не може. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопштуваат дека постапката за обештетување за 2017 година е во тек. Се чека доставување на пријавите од подрачните единици на Министерството, за да може понатаму ресорното министерство да ги достави пријавите до владата, која што ќе го има последниот збор.